Редовни се поплаките на граѓаните дека тетове со ниска комунална хигиена, но од друга страна проблемот се врти во круг поради слабата наплата на сметките кон комуналното претпријатие. Тамошните работници со доцне не добиваат плата, а тешко оди и на фирмата да ги унапреди условите за работа со нови возила, опрема и машини. Неплаќањето на комуналните сметки е ситуација со години наназад. Над 10 милиони евра не се платени обврски од граѓаните према јавното комунално претпријатие и ние не можеме перманентно као општинска власт да субвенционираме јавното комунално претпријатие, затоа што и тие пари се пари на граѓаните кои треба да одат во проекти. Затоа, значи, ние перманентно и до сега сме поддржале, сме субвенционирале јавното комунално претпријатие во делот на плаќање на заостанатите плати, пак исто ќе го правиме, но мора да најдеме трајно и систематско решение, што значи редовно плаќање на обврските од граѓаните и редовно сервисирање од јавното комунално. За да функционира нормално претпријатието и да има поинтензивна работа на терен, градоначалникот апелира да се плаќаат навремено сметките. За јануари, фактурирање за јануари и плаќање на фактурите за јануари не поминува 20-30%, зависи од месец на месец. И затоа ни апелираме и бараме од граѓаните таа свест да се зголеми. Сигурно комуналното претпријатие ќе го доекипираме во делот на инкасирање на побарувањата од граѓаните, односно на фактурите. За да се сменат оштетените контејнери за сметни Тетово, општината побарала и доби 100 вакви садови од општина во Турција. Низ градот се поставени за првпат и полуподземни контејнери во насока на подобро менаџирање со сметот од домаќинствата.